Добар ден, почитувани гледачи. Денес одиме во храмот на културата, од каде што се што е културен настан започнува, таму речиси и завршува. Ке зборуваме Центар за култура Григор Прличев со неговиот прв човек, директорот Горан Симоновски. Добре дојдовте во Лупа и во ТВМ. Добре најдов, благодарам за поканата и поздрав до гледачите на ТВМ. Господин Симоновски, директор на Центар за култура Григор Прличев, речиси веќе 4 месеци. Па ме интересира, еве, се договараме одавна за ова гостување, но чекавме некои вистински моменти да има и што да се каже и да видите и вие што се случува таму, бидејќи треба да се направи една сондажа, што е она што ќе затекнете и во кој правец ќе се движите, па веќе еве еден период од 3-4 месеци зад вас, веќе ви се по-јасни работите како стојат, па како беше, еве, да се навратиме во месец февруари кога дојдовте на ова функција, каква беше состојбата, што затекнавте во Центарот за култура и во кој правец сега се движите? Дали веќе ги детерминиравте правците на движење, на културното движење во градот? Па прво, чест е да се биде на прв човек на Националната установа Центар за култура, но пред се и голема одговорност. Како што спомнавте, веќе скоро 4 месеци сум прв човек на Националната установа Центар за култура. Дојдов во месец февруари, кога се одржува Прличевите беседи. Националната установа Центар за култура брои 43 вработени, нормално распределени во сектори од администрација, техника, театар, музичка дејност и така натака. Кај што ги спомнав Прличевите беседи, ќе спомнам дека во Центарот за култура живеат, функционират повеќе манифестации, како што се Прличевите беседи, Балканскиот фестивал, сега за брзо овај месец јули ќе ни почне Балканскиот фестивал, градските средби, тука е театарот, да не речам театарот е моторот на Националната установа Центар за култура, тука е градскиот хор, фолклорното друштво Бисери и така натака. Прличевите беседи, една од најстарите манифестации, која што е формирана од далечната 1952 година. Се чествува името на Григор Прличев, тој е воедно и наш патрон, пошто го носиме неговото име како Национална установа Центар за култура Григор Прличев. Ние сме во голем дел соорганизатори во сите тие активности за време на Прличевите беседи. Тие се во февруар и на 5 и 6 февруар. Балканскиот фестивал исто една од најстарите манифестации која што го презентира фолклорот, значи народните песни и игри. Тоа е во месец јули. Конкретни датуми немаме, постојано да речеме, него се одвива од 5 до 10 јули. Ланската година бил внатре во Центарот за култура. Моја желба е сега ова година да биде каде што и порано се одржувал на летната сцена Долни Сарај, пошто тоа е овој летен фестивал и треба да е надвор, да речеме, на летна сцена. Ако не послужи времето. Ако не послужи времето, нормално, и ако во овој период сега се возобновува летната сцена, тоа е под владение на Охридско лето, меѓутоа во координација со директорката, мислам дека до тој период ќе ја средат, пошто и нив му се ближи фестивалот. Мислам дека ќе е све окей, дека ќе го реализираме таму Балканскиот фестивал. Значи имате добра соработка на ова? Да, имаме соработка, одлична соработка имаме со Охрид. Така да тие доаѓаат кај нас преку летен период, пошто дел од програмата ја одржуваат кај нас во Центарот за култура, ние го одржуваме, значи, Балканскиот фестивал кај нив на Долни Сарај и така натака. Балканскиот фестивал ова година ќе ни биде 58 издание. Значи, најстар фестивал кој што е влезен во каталогот на УНЕСКО. Сега, само малку ќе ве прекинам. Најстар фестивал, на вистина бренд на градот, под покровителство на Центарот за култура. Ете, дури можеме да се пофалиме дека е ставен под УНЕСКО, заштитан, да речам, како еден бренд на градов, но години наназад, можеби веќе и децени, некако како да не му се дава она значење кое што го заслужува. Кој е вашето мислење и зошто е тоа така? Како е така? Јас искрено сакам да Балканскиот фестивал го врати она реноме и ниво кое што го имал уназад години.
Во последно време малку е, да речам, како што рековте вие, не му се дава таква значење. Нормално, тука играт улога финансискиот аспект. Сега како еволуираат времето, се појавија некои нови манифестации, нови фестивали, кои што ето така го тргнаа малку вниманието. И јас се надевам дека ова година веќе преговараме, договараме, пошто тој е меѓународен фестивал, договараме со ансамбли од повеќе држави, од Турција, од Србија, од Хрватска, од Чешка. Меѓутоа ќе видиме со кој конечно ќе имаме договор и ќе одлучиме да настапат на овогодишното балканско издание. Покрај фолклорот, да речеме, народните песни игри, за време на Балканскиот фестивал се одржуваат и голем број на изложби, значи на етно изложби, на носи, на слики. Новитет за оваа година ќе биде, јас во договор со почитуваниот господин професор Владо Георгиевски од Штипскиот универзитет, кој е етнокореограф и кој е носител директор на Игровното друштво Македонија. Договоривме да за прв пат оваа година и воведеме проекција на етнофилмови. Значи ќе имаме 3 или 4 етнофилмови кои ќе траат од некои 15 до 20 минути, значи тоа ќе биде еден новитет за овогодишното издание. Се уште сме во преговори дали ќе бидат кај нас во Центарот за култура или ќе бидат надвор на некој видеопрожектор, значи во секој случај ќе го реализираме. И годинава не добивте многу средства за Балканскиот фестивал од Министерството за култура. Колку рековте? 600.000, така, мислам некоја бројка се споменуваше? Да, побаравме многу повеќе, меѓутоа добивме 600.000, меѓутоа тоа е тоа што добивме. Дали со тие пари може да се направи еден фестивал на едно високо ниво, земајќи во предвид дека имате фолклорни групи од целиот Балкан? Треба сместување, треба храна, треба анимација и се она што доликува на еден фестивал кој што е реномиран и кој што има зад себе една богата историја. Да имаме повеќе пари би било подобро и за нас и за фестивалот, меѓутоа тоа што имаме од Министерството и благодарност до Министерството и за тие што ни ги доделија. Меѓутоа ние како тим, нормално јас со мојот тим работиме макар трпно секојдневно, значи почнавме по преговори, договори со охридски компании да изнајдеме спонзори во смисла да ни помогнат во сместување, во храна, во коктели, во вода, во пијачки, нели тоа е летен период и ни се потребни за игрорците и голем број на течности. Значи мислам дека ќе успееме со помош од Министерството, имаме помош, да не ја заборавиме, локалната самоуправа, општината, градоначалникот, имаме од нивна страна помош, значи со помош од локалните стопанственици, мислам дека ќе успееме да го завршиме квалитетно Балканскиот фестивал и оваа година. Тоа е во кратки црти за Балканскиот фестивал. Инаку отварањето претпоставам традиционално ќе е танец. Традиционално уште немаме договор подпишано, меѓутоа традиционално ќе се некако се подразбира сега, може би нешто традиционално, нормално нашиот така квалификуван е танец, отварањето ќе е со танец. Сега да не ги кажам, пошто уште е огласот отворен, да речеме, апликациите да аплицираат, меѓутоа за брзо време ќе имаме и ќе истакнеме програмата. Так. Тоа е за Балканскиот фестивал. Како што спомнав, имаме староградски средби. Охридските староградски средби се одржуваат во месец септември, последниот петок од месец септември. Тие се формирани 1974 година. Во 1994 година, не знам од кои причини се прекинати, во 2008 година, нормално со помош од Министерството за култура, се возобновени. Таа е манифестација, исто една од најстарите манифестации, која што го негуват староградскиот мелос, да кажем. Тука се фолклорното друштво Бисери, под раководство на Тања, која што, да речам, малите бисерчиња ги изучуваат народните песни, ора, игри и така натака. Тука е градскиот хор кој функционира во Националното установа Центар за култура. Затоа реков многу културни настани почнуваат и завршуваат кај вас, значи не случајно тоа го кажав, затоа што и да не се ваши настани, значи под ваше покровителство, вие имате логистика, можеби просторот ваш го користат или некои други услуги што ги нуди Центарот за култура. Значи сепак под ваша капа. Да, овие досега манифестации што ги спомнав, тие се во склоп на Центарот за култура, така не кажам збор два за театарот. Инаку ние како ќе го ставиме во посебна во посебна зона. Инаку ние
ние како Национална установа Центар за култура нели располагаме со голема сала, мала сала, изложбен салон и така натака и значи ги изнајмуваме да не речам учествуваме ко продукцијски во други проекти. Значи имавме сега со филмот на што беше на Теона Митеска, па имавме недела на германски филм и така натака и така натака. Значи во контекст на тоа кога дојдов, што рековте, за жал оваа година ни беа скратени средствата на не добивме, не ни беа скратени, него од Министерството за оваа година не добивме иш средства за да можеме нешто да возобновиме, реновираме и така натака. Па така да со тимот мој одлучивме да така смогнавме сили, направивме посебни маркетинг планови, тргнавме со локалните компании, некои имаа слух, некои немаа слух, значи да не ги спомнувам сега, некои ни излегоа во сусрети, ни помогнаа. Значи со дел од локалните компании успеавме да возобновиме овој дел од тоалетите. Ја возобновивме рекламата што се наоѓа од Центарот за култура. Поставивме канти за отпадоци, го средивме мало холот, влезот со нови лепенки, касата ја модернизиравме и така натака. Успеавме долги години рекламното информативно пано што беше поставено, тоа е под наше кај гимназијата, успеавме да го возобновиме и ефектуираат, значи луѓето гледам кога одам на работа гледам дека застануваат, се информираат и така натака, така натака. Значи јас сум во преговори и со поголеми компании од Република Македонија кои постои интерес кај нив да помогнат во Центарот за култура, финансиски да возобноват нешто, меѓутоа сега во овој момент сме малку закочени, како да кажам, тие административни бариери. Значи имаме барања до министерство, пошто ние нашиот објект се во сопственост на Република Северна влада на Република Северна Македонија, треба дозвола да добиеме и од нивна, треба дозвола да добиеме од Завод и музеј, нашата културна институција што се наоѓаме во централно градско подрачје. Сакаме да поставиме билборди, пошто местоположбата ни е одлична, да можеме да рекламираме големи компании. Јас разговарав со нив, имам интерес, меѓутоа се надевам за брзо ќе ги средиме тие административни, да речем, процедури и ќе наидеме на нивно добро расположение, да можат да вложат. Јас би бил среќен ако успеам, да речеме, да ја возобновиме градската киносала, да речеме салата, да можам да успеам Сакавте да ги претапацирате столчињата. Тие не знам дали воопшто се обновувани од кога се поставени? Па мислам дека не се од кога е да речем од кога се поставени, како што рековте, од кога е направено киното, мислам дека не се возобновени. Јас стварно како прв човек ќе бидам среќен ако успеам во тоа да ги возобновам, да ги претапацирам, сепак и тоа е еден голем проект, да не спомнам суми, јас има фирма викнато за да ни оценка коштат и тоа, меѓутоа ево постои интерес кај компаниите, кога би ги завршиле тие административни процедури, мислам дека ќе успееме во тоа и јас како прв човек искрено ќе сум среќен да можат публиката нормално се чувствува удобно кога би гледала филм или театар или било што. Секојаш проблем кога се кинопроекциите, посебно во зимскиот и есенскиот период е затоплувањето на салата. Сега веќе доаѓа лето, нема да имаме главоболки од тој аспект, но сепак пак ќе дојде есен и зима. И за тоа треба да се размислува. Има ли некакво решение? Многу директори поминаа, многу сака да го решат овој проблем, но никој не успеа. Мислам, на вистина, толку ли е тешко или не се зафатиле доволно сериозно? Види, секако да направиш нешто е процедура и не е така лесно, да не речам тешко, меѓутоа значи уназад години, дали 2 или 3, не сум сигурен, овој кинопроекторот не функционирал. Па една година немавме кинопроекции, мислам што беше немало, што може беше на повеќе, 2 вистина години. хендикеп за еден град како Охрид. Значи проблемот беше од техничка природа, значи кинопроекторот не функционирал. Инаку кинопроекторот сега што го поседуваме ние е во владение на Агенцијата за филм од Скопје. Не можеле да најдат заеднички јазик, зашто како не знам, значи некои технички природи, дали беше ламбата прегорена и некои други, значи не функционираше. Ние успеавме сега со помош на Агенцијата за филм и со помош за Министерството, успеавме, ги поправивме, ги надминавме сите тие технички проблеми, сега тој проектор е во функција. Ето ние имавме само што го направивме, да речеме, не се сеќам точно кога беше, во месец мај имавме проекција на стари македонски филмови.
Потоа имавме на 18 мај, мислам, беше недела на германски филм, значи го користевме нашиот проектор. Значи почнавме да реализираме филмови. Сега беше забрзо пред некое време беше најновиот од Теона Митевска Петрунија. Значи почнавме да реализираме филмови. Нормално охридската публика е желна за филмови. Но кога ќе гледаме премиери, не само стари веќе емитувани филми, ќе може нешто да се види од новите блокбастери, да. Многу често и мои пријатели, и другари, и сограѓања ме да го не одиме до Битола или до Скопје за да видиме нешто ново. И јас искрено, и јас моите деца ги носам во Скопје, во Сити Мол, за да гледат 3D филм. Меѓутоа, значи ова нешто ме враќа во некое минато време кога се одило во други градови да се види театар, кино, опера. Сега добро, барем кино да имаме, да, за среќа. Кино ето, значи јас успеав да го поправам овој сега да речеме стар прожектор, почнавме да презентираме. За наредната година се надевам, имам замисла проект да направам со сите амбасади, не само германски недела на германски филм, него сите амбасади да имаме недела дали на француски, италијански, така натака. Сите амбасади сакам да ги поминам. Како што реков, овој проектор е еден од постарите и не можеме да ги реализираме тие што се нови проекции, премиери, 3D и така натака. Некои луѓе само, знаеш, зошто нема, како нема, некој дали од непознавање, некој само од негативно, да речам така, нема. Сета таа опрема, сето тој биси плеер што треба да можеме да реализираме тие 3D проектори, значи ние како институција самостојно не можеме да окупиме, пошто тоа многу кошта, да не речам можда коштат 50.000 евра или повеќе. Значи тоа би можело во некој иден период да се реализираат, доколку имаме помош од Министерство за култура или од влада или од Агенција за филм, уназад години доставиле. А преку некои проекти дали може тоа да се издействуваат средства за така нешто? Јас со мојот соработник Илче договаравме нешто да поставиме некои проекти до амбасадиве да можат да ни помогнат, меѓутоа знаете како и тоа е некако преговараме, договараме, меѓутоа не е така лесно. Јас евентуално, пошто ние сме под капа на Министерство, сакам да побарам дозвола од Министерство за култура, доколку не дозвола со јавно партнерство, со јавна компанија, доколку успееме да најдеме некои заеднички договори, проекции, па проценти, како би одело, тоа не знам. Меѓутоа се надевам дека ќе најдеме некој заеднички јазик со некоја јавна компанија, да бидеме во јавно партнерство и да почнеме да можеме да ги реализираме најновите филмови, премиери, како што рековте, и така да немаме проблеми да патуваме дали до Битола или до Скопје. Така. А околу грејењето? Па грејењето е проблем, одстално било проблем. Видите, значи ние немаме некои многу големи приходи како самостојна како институција од изнајмување на сала, сепак знаете тоа се големи простори, за да се затоплат треба доста голема количина на нафта. И најдобро би било кога би се решил проблемот со поддршка од Министерство за култура и влада да се направи нов објект и да се пошто и грејните тела се застарени, така треба да се возобноват. Тие да се возобноват, тоа би коштало многу финансиски средства. А има ли нешто ново околу таа идеја веќе дамнешна, да ја речам, за правење изградба на нов објект или некоја доградба на постоечката зграда? Има ли нешто по-конкретно или се останува на она што беше некогаш? Јас вака, пошто сум скоро тука 4 месеци, од разговори со моите претходници што беа директори, имало доставувања на проекти до Министерство, до влада, зошто е како е застаната работа, стварно не знам. Не сум упатен, не сум информиран, меѓутоа за сега некои најави немат. Се надевам јас дека ќе ја покренам пак колку ќе успеам во тоа, сепак тоа е голем проект кој што за нас треба да заснеме или влада на Република Македонија или евентуално некое јавно партнерство со големите компании да може сепак се дозвола Министерство за култура да може да се реализира тоа. Пред неколку години веќе ова беше многу известен проект, дури имавме впечаток дека и лента ќе се сече, ама ете од тоа ништо остана само како една идеја нереализирана. Секој охриѓанец би бил среќен да така, тоа само нема да е само за потребите на Центарот за култура, тука може ако се направат соодветни сали, може Охридско лето, концертите и така натака, и ред други манифестации, концерти, овие приватни продукции како што се Авалон и други што ги организираат, доколку временските услови не му се окей, значи може да влезат таму, доколку се направи.
За Охрид ќе е тоа голем поен, меѓутоа пак ќе кажам тоа е голем проект, финансиски коштат и тука треба застанат општина, влада, министерство да може да се реализират. Така. Господин Симоновски, ќе ве вратам години наназад, може би се сеќавате, може би не, затоа што еден период не бевте во државава, кога започнуваше да екзистира еден нов фестивал на филмот, на францускиот филм, и на вистина почетоците беа така блескави. Дури имаше една споредба дека Охрид тој фестивал ќе биде нешто налик на Канскиот фестивал, па имавме и црвен килим и така натаму. Едно погламурозно отварање, еден поголем интерес, па и самото министерство учествуваше, но како што годините одминуваа, некако интересот згаснуваше и тој фестивал, сега веќе не знам ни дали воопшто постои, едно време постоеше во Скопје, се префрли, сега не знам воопшто дали... Зошто ни се случуваат вакви работи? Значи, ќе започнеме нешто година-две и тоа згаснува. Наместо да го зачуваме и да тоа добие еден поширок размер, да, ние се враќаме назад и изгаснува. Вака, да, имало, јас иако не бев во тој период во држава, меѓутоа пратев нормално медиуми. Тој фестивал е згаснат, не функционира веќе на кај нас, тој беше под покровителство на француска амбасада и на тогашниот, мислам, беше амбасадор господинот Плевнеш. Извесен период го префрлиле во Скопје, сега стварно не знам дали функционираат во Скопје, зошто и како, стварно не бе во тој период таму и не знам. Меѓутоа јас ќе кажам, значи мислувам да нови контакти со значи се недела на германски филм 18 мај до се реализира барања до сите предложам дали се француска и така натака да не ги сега за да има преку зимски преку летен период да имаме недела на нивни реализираните филмни колку тоа ќе видиме. Би била значи да, ќе имат публиката можност да култура ни. Во секој случај да гледаш дома филм, друго е да гледаш нели во сферата. Доживањето е тоа е сосема друго, да. Епа, еве веќе ема што рековте дека е двигател на тоа е и јуни направи од постојање за среќа, ете дека го да бидејќи бевме екипирани во тој поглед, ако гледнеме другите градови, би тоа каде што екзистираат. Тој театарот, какви турбуленции од нации и така натаму, но сега дека еден тек, фатија редот, е во представа, да, може да ужива личноста на Охриѓани, но имаме појачување и ајде за кој и за функционирање на театарот. Рековте на почетокот на 33 за култура. Дел се театар како број не делува за центар театар, но е многу. Ако види работа, значи околу ангажманот на театар, значи од драма значи ни требат уште луѓе, ни требат и така натака. Одевме театар и ваму, да, се да има скептични, се област што тргна лето
овај музеи, што се продукти, други што значи светски имења ги донесува. Значи имаме што да и да не речем за ефтини пари, така. А да речем институт погледи, значи од аспект од приход, така. Имаме прекартерски голем и континуитиме. Значи оваа година имавме добиено 2 проекти од едниот проект веќе се реализира. за време на кога спомнавте сега во понеделникот ни беше роден премиера. Значи тоа беше представата Цртица од авторот Дејан Дуковски во понеделникот имавме премиера и поминавме прекрасно. И во понеделник другиот проект надевам ќе го реализираме во септември. Сме кој што е режисерот кој што треба да реализира тој проект, инаку се работи за значи ова година доби од Министерството од година 4, а сега до крајот на јуни треба да нови проекти за наредна. Значи ние во со активите 6-10 видиме колку ќе ни одобрат, или 3 така натака. Значи А имаме капацитет од 4 година? Доколку има бидат од имаме капацитет. Во нашата институција. Значи имаме капацитет. Другите театри во репертоар. Значи кога дојде значи секој петок ја овие старите представи каде метод сега овој што ја реализиравме, значи што спомнавте 40 вкупно тука спаѓа грација, значи тука балкански. Ни фалат луѓе, искрено да ви кажам, ни фалат нашиот ансамбл број 10 овај актери, за да може поголема представа да речеме. Фалат да речеме од пол, имаме само 2 или 3. Значи девојки кои што функционираат. Значи да имаме поголем ансамбл би било подобро. Значи да можат и самите режисери да можат да си одберат да така да имаат поголема можност да одберат кој е актер како и така натаму. Така. Уште едно прашање и малку ќе ве одморам со реклами. На почетокот кога започнуваше театарот, значи започна со голем ентузијазам, кој што тлееше уште од порано. На мускули цела таа работа се истера, бидејќи пред тоа се правеа некакви аматерски представи од група ентузијасти. Имаше тука и дипломирани актери кои што учествуваа во сето тоа. И некако од самиот почеток театарот се бори да си го најде своето место. Значи и во делот на етаблирање на сцената театарска во државата, а и од аспект на добивање финансиски средства за да може да функционира онака како што функционира. Подобрени им се условите на актерите за работа од она што беше пред 8 години или се уште се во условите се тие што се услови. Да, слични, можда нешто е подобрено. Јас како што кажав, значи за жал ова година не добивме од Министерството за култура пари да можеме нешто да возобновиме, да му ги подобриме условите на нашите професионалци и актери, да работат во подобри услови. Се надевам, пак ќе кажам, дека ќе најдам на позитивно мислење да ги решиме тие административни процедури со Министерство, со влада, да ми дозволат да можам да привлечам големи компании да инвестират, значи во театарот, да ги подобриме условите на театарот за да можат да се чувствуваат и актерите подобро и публиката подобро. Се надевам дека ќе успеам во тоа. Па ќе разговараме о том потом.
Така. Добро, сега малку ќе ве одморам, Жешко ни е во студиото, малку да се освежите со вода и една мала пауза за реклами, па продолжуваме понатаму на тема култура. Добро. Кам, постојано ниски цени. Млада зелка 1 килограм 14 денари. Мешано сирење 1 килограм 265 денари. Пиво 330 милилитри 37 денари. Женски фустан 429 денари. Детски фустан 259 денари. Кам, купувај мудро. Вегета слави 60 години. Посети ја страницата 60години.vegeta.mk и креира ја својата Вегета. Вегета, 100% оригинална, 100% моја. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид. Затоа што туризмот е нашата иднина. Ние го откривме својот талент, открите го и вие. Доколку вашиот душек е постар од 10 години, веќе го делите со лошо друштво, како што се прашинските грини, кои предизвикуваат алергии и го прават душекот потежок. Време е да мислите на вашето здравје. Променете го вашиот стар душек со нов од Дормео. Ние ви даваме и вредносен ваучер од 2000 денари и 4000 денари за купување на други наши производи по ваш избор. Променете го на секои 10 години. Нарачајте веднаш. Јас сум Боријан Манев, студирам на архитектонски факултет овде во Скопје. Сакав да научам малку повеќе околу 3D моделите и рендерирањето. Презадоволен, научив доста работи. Би го препорачал на сите студенти што се на архитектура, е доста корисен овој курс. Изработив внатрешен дизајн, повеќе време посветив за рендерирањето, за осветлувањето. Викенд акција во Миса Маркети. Тиквешко вино 1 литар 102 денари. Чипси ребраст чили 29 денари. Сет паскалин 3 во 1 5+1 гратис 33 денари. Краставица 19 денари. Праска 39 денари. Дов Део спреј 150 мл 99 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Тешка женавица.
Продолжуваме ние со разговорот. Жешко под рефлекторите, Жешко, не? да. Така им е сигурно и на актерите под рефлектори, на тие кои што снимаат филмови. Па не сум актер, предпоставам така. И нив. Господин Симоновски, го следиме, значи, Центарот за култура на сите нивоа и со сите негови активности и случувања, значи и театарот, и филмот, и фестивалите кои што ги покриват и така натаму. Знам дека во еден период голем проблем беше што беа нарушени меѓучовечките односи. И заради тоа сето се рефлектираше и врз работата на самиот центар, на театарот во еден период, еден долг период немаше представи. Каква состојба затекнавте вие кога дојдовте на директорската функција и дали успеавте малку да ги средите тие работи, бидејќи знаеме дека актерите си се една специфична категорија на луѓе, си имаат некои своји барања, своји видувања, свој начин на живот, така да можеби не е лесно да се работи со нив, затоа што вие не сте актер. Па добро, не е лесно. Види, јас сум 4 месеци тука, какви биле односите пред тоа, стварно не знам. Меѓутоа можам да кажам дека од кога сум, значи постојано сме во координација, состанчиме, договараме, работиме и мислам дека имаме една прекрасна атмосфера сега. Работиме во интерес на институцијата, значи приватно можда не знам какви му се односите, меѓутоа во интерес на институцијата функционираме одлично, значи тераме по проектите, по договорите. Кај другите атмосферата, општо атмосферата мислам дека е окей во Центарот за култура, значи секој си има своји задачи, се поделени посебни категории, администрација, секој си ја бркат својата работа, да речам, музичка дејност, драмска дејност, техниката, така да кога ќе сме во акција за работа, секој си ја терат работата, така да мислам дека владите на добра атмосфера. Вие кога дојдовте за директор, значи бевте надворешен член, не бевте претходно вработен во Центарот за култура. И дали вака малку накриво ве гледа, или? Па види, јас долг период работев во фестивалот Охридско лето. Значи скоро 10 години работев во фестивалот Охридско лето и голем дел од екипата, да речем, и од актерите и од вработените таму се познававме, пошто сме сродни институции. Така да не беше нешто, да речам, нов ептен, некој нова личност за нив, значи ме познаваа, ме знаеа, значи ме прифатија одлично. Јас ги прифатив нив одлично, значи соработката за сега не е на одлично ниво и тераме натаму. Значи сите манифестации ги тераме како што треба, значи по прописи, тоа е тоа. Така. Што ви значи искуството во Охридско лето? 10 години бевте таму, дали ви помогна во директорувањето со Центарот за култура? И ете и еден друг аспект, бидејќи некако тесно сте поврзани поради просторот кој што многу пати им го отстапувате, па можете да им лезете во ситуација, знаете како ви било вам, кога ќе се случи некоја временска неприлика, па мора представата да се одржи во Центарот, па да се отстапи простор, па да се даде предност на фестивалот и така натаму. Значи, ете, некој искуство од предходните ваши работни ангажмани. Да, секако дека манифестацијата фестивалот Охридско лето е едно големо искуство имав таму, значи од работа со маркетинг, со театарџи, со музичари, тоа е еден организационен жива материја, така да ми помогна многу за функционирање, да речеме, во Националната установа Центар за култура. Имаме прекрасна соработка со директорката Наташа со фестивалот Охридско лето. Се надополнуваме, така како што спомнавте, ево сега за брзо треба да ни достават голем дел од нивната програма во случај на временските услови, невреме или било нешто друго, значи ги реализираат кај нас, значи во Центарот за култура. Ние, како што спомнав, го реализираме Балканскиот фестивал, сакам да го реализираме оваа година на нивната сцена Долни Саре. За тоа се плаќа надоместени, на други се плаќат или бидејќи е под Министерство за култура на друг начин? Не, тоа е пошто е под Министерство за култура, значи не се надворешни, се надополнуваме. Ние сме таму, тие се кај нас и така. Значи сме од една мајка, така, да речем.
институција од една мајка. И да се дават пари од еден во друг джеп легуваат. Значи не, сите со посебни буџети сме, да. Фестивалот Охридско лето си има посебен буџет, ние се има посебен буџет, меѓутоа ова што користат и ние што користиме, но сепак од Министерството, под Министерството за култура. Да, под Министерството за култура имаме соработка. Значи за било што кога ќе ни потребат од типот на техника, човечки ресурси и така натака, се помагаме и од нивна страна и од наша страна, така да имаме одлична соработка. Така. После овој ангажман во Охридско лето од 10 години, Горан Симоновски не беше во Охрид. Заминавте странство, фамилиарно заминавте странство, и колку десетина години бевте така, ако добро се сеќавам. Па само што завршив во Охридско лето, краток период бев во Штипскиот универзитет, асистент со вашиот сопруг. Па да, ме вративте во едно време точно. Бевте и таму. Па после напуштив таму и се десија тие грин карти и заминав за Америка. Не бев фамилиарно, бев извесен период сам, извесен период фамилиарно, бев одреден период таму и одлучив да се вратам тука. Зошто одлучивте да се вратите? Што не ви се допадна таму? Што ве привлече Па не дека не ми се допадна, за си има и таму позитивни страни и негативни, си има тука и позитивни и негативни, сепак како да речам роден крај си е роден крај, значи тука сум израснал, тука сум учел, средно, другари, пријатели. Знаете зошто ви го поставам прашањето, не за да навлезам во вашата интима и дел од вашиот живот, туку како еден пример за младите, затоа што голем број од младите се одлучуваат да одат во странство, но еве вие бевте и повторно се вративте. Значи сепак дома Дома си е дома, да. Home sweet home. Јас баш не заминав млад, заминав на некој 35-7 години, така. Значи Охрид не го менувам за ниедно друго место. Има прекрасни места низ светот, во Америка и кај што сум одел низ Европа, а меѓутоа Охрид сакам тука да живеам, тука ми се пријателите, тука ми се блиските, роднините и сакам да функционирам тука и се осеќам добро во мојот роден град и сега се чувствувате исполнето реализирано затоа што се чувствувам исполнето реализирано затоа што ја работам работата што ја сакам, значи од областа на културата ми и факултетот и сум работел во фестивалот Охридско лето и голем дел работев во овие што ги спомнав приватни продукции, сум помагал Авалон и Lithium Records, тие сите големи концерти, сум бил во нивна организација, така да се чувствувам исполнето и со уживање работам работа. Политички сте ангажиран, председател сте на општинската организација на ЛДП? Да, општинската организација на Либерално-демократската партија. И колку таа функција ви помогна за да станете директор на Центарот за култура? Значи, мораме да признаеме дека има политиката во се свој дел. Види, јас на конкурсот конкурирав како Горан Симоновски, дипломиран етнолог, не конкурирав како председател на Либерално-демократска партија. Сум председател на Либерално-демократска партија, а меѓутоа ЛДП нема врска со Центарот за култура. Тие работи си ги тераме таму со извршниот одбор, значи насоките ни се даваат од централата, а како што реков, јас конкурирав како дипломиран етнолог на конкурсот на Министерството за култура и така влегов за директор. Значи, сум председател на ЛДП, функционираме, работиме според потребите и насоките кои што ни ги дават централата и тоа е тоа. ЛДП во Охрид доста добро, иако е мала партија, доста добро котираше. Секогаш имавме барем по еден советник од таа партија, имавме доста директори, значи на директорски позиции членови на ЛДП. Едно време малку партијата како да беше во пасива, но што се случува сега? Дали повторно се активиравте на политичката сцена и дали може да се каже дека ќе сте некој политички фактор во иднина? Види, јас мислам дека сме политички фактор веќе, да не речам ние сме како некоја трета опција, значи во центар, покрај најголемите политички партии СДСМ и ВМРО, јас се рачунам како најмоćна трета политичка опција во Република Македонија. Значи, јас зборувате за еден поранешен период, јас тогаш бев председател на младија на Либерално-демократска партија. Стварно во тој период имавме голем број на директори, советници, на јавни претпријатија, на школи, на градинки и така натака.
Во секој случај сега сме малку, да речеме така, и советник спомнавте, имаме и сега советник, господината Рената Арнаудова е советник од нашата партија, Либерално-демократска партија, прекрасно се извршува таа функција, значи како советник. Нормално пратите и знаете дека сме во коалиција, сме дел од власта сега, значи сме во коалиција со СДСМ и со други партии. Имаме одлична соработка на локално ниво, со СДСМ и со другите политички партии, како и на централно ниво. Се надевам дека рейтингот од година во година ќе ни се крене, да речам, ќе бидеме се поголема и поголема. Тој период што спомнавте дека сме малку спласнати, значи, знаете како, луѓето малку почнаа да размислуваат поинако и не само кај нас, секаде е спласната работа, да речам, во политикава. Не на тоа време кога се собира, не знам, ако мислите на големи митинзи или така, сега се сведуваат на она нешто европско, светско, со трибини и така натака и така натака. Не, воопшто мислев и на број на членство и на ангажираност и така. Едно време малку се намали членството, активностите на ЛДП, инаку пред тоа бевте активни на политичката. Добро, се смена неколку преседатели да е во изминатиот период. Јас извесен период не бев тука, стварно не знам што се случува. Меѓутоа сега си функционираме, си имаме извршен општински членство, наше местни заедници и сме во координација со СДСМ и си функционираме според она говорено и така натака. Така. Добро, значи, еве ја заокруживме една слика на Горан Симоновски како директор на Григор Прличев, како политички активен граѓанин. Ваша представа и годинава ќе настапите на Охридско лето. Тоа заборавив да го спомнам. Еве, затоа како за крај, како шлак на тортата. Значи, во договор со директорката Наташа, договоривме дека како Охридски театар, нели, логично е да учествуваме на фестивалот Охридско лето. Бевме во преговори, јас со господинот Александар Поповски, селекторот, не се видов, меѓутоа со Наташа разговаравме. Можно е да е една од постоечите претходните представи, комедија Каде е пиштолот, или евентуално сегашната премиера кој што ја изведевме во понеделникот за роденденот на театарот. Во секој случај ќе имаме можност и за фестивалот Охридско лето да проследиме луѓето, охриѓаните и пошироката публика од Македонија и странство да проследат една представа на Охридскиот театар на фестивалот Охридско лето. Фер. Да. Така, добро е да си го чуваме она што ни е нашето изворното Охридското. Ви благодарам за учеството во Лупа, ви посакувам да ги реализирате зацртаните планови и нека оди напред. Културата всушност е она што не зближува сите нас. Отворени се вратите на центарот за сите оние кои што имаат што да кажат и да се искажат преку културата и културните случувања, па кој што сака може да посети. Мислам дека ви треба малку повеќе промоција и маркетинг во тој дел да поработите за да бидат повеќе информирани граѓаните што се случува. Размислувајте и на таа Размислуваме веќе на таа тема и тоа заборавив да го спомнам, да не ви одземам многу време. Значи имаме барање до општина Охрид за да поставиме статични рекламни панела за да можат не да доаѓаат само пред Центар за култура да видат каков настан има, него да можат и на други локации во центарот на Охрид да можат да видат и по медиуми и така натака. Јас пак ќе спомнам, би завршил, значи спомнав дека Охрид како комплетен туристички центар покрај езеро, планини и ред други работи и тоа како има да понуди од областа на културата. Охридско лето, јас сум среќен што живеам во град во кој што се одвива еден таков фестивал како што е Охридско лето. Така, тука сме ние како Национална установа Центар за култура, музеј, библиотека, како што спомнав овие приватни копродукции, продукции, куки што се ги организираат, не знам, Дейвид Гета, не знам, Лени Кравиц големи, значи имаме што да видиме, значи да не биде од страна на луѓето само немаме, не и така натака, значи да го прифатат тоа што го имаме и да уживаат во тоа што можат за ефтини финансиски средства, пари да го погледнат тоа што во многу кошта на запад да го посети. Јас сум модел на концерти во Њујорк за да го посети, тоа кошта многу далеку поскапо него тука. Ние го имаме тука за многу ефтино и да го уживаме тоа што ни го нудат. Така, да го цениме тоа што го имаме, но и да се стремиме да направиме уште многу повеќе. Благодарам уште еднаш. Благодарам и јас.